даваат една искривена слика. Значи, она што се следи и што се пласира на социјалните мрежи, негативно влие кај младите, посебно во адолесцентскиот период, затоа што тие уживаат една идеална слика, користејќи ги социјалните мрежи и притоа не се во контакт со себе си, односно со она што реално им се случува. И на тој начин, како што кажав, веќе се окупирани мисловните процеси, значи тие веќе не се во состојба да ги следат наставните содржини кога се работи еве за ученици или едноставно да бидат присутни, би се изразила повторно гешталтистички тука и сега, значи во сегашноста, односно пропуштаат да уживаат. И она што добро ме потсетивте, не го спомнав, токму заглавеноста во минатото, сеќавањата, работите кои што ние не можеме да ги смениме, а кои што поминале и се поголемата загриженост од она што ќе се случи во иднина, тие обсесивни размислувања даваат една слика и формираат во мозокот кај младата личност и воопшто кај секој човек едни катастрофични црни сценарија, нереални размислувања кои што ја хранат анксиозноста. Значи, лицето размислува понапред што ќе се случи, а ние не сме господари на својот живот, не знаеме што ќе ни се случува утре и го пропуштаме сегашниот момент, односно да уживаме во она што сега, во присутноста на сега и овде.